Добар ден, ученици! Во денешнава училница ќе имаме час по македонски јазик, на кој што ќе обработиме еден многу убав и поучен текст. Текстот се вика Зимска приказна и е дел од програмското подрачје литература. На овој час ќе се оспособиш да воочуваш и да препознаваш текст, наслов, илустрација и автор, да ја воочуваш темата и пораката на текстот, настаните, случките и ликовите во него, соодветно да одговараш на прашања во врска со текстот, да се оспособиш да читаш и да го разбереш прочитаното. Подготви го учебникот по македонски јазик, тетрадката по македонски јазик и училишниот прибор. Кога ќе го отвориш учебникот на страна 85, ќе го видиш ова. Веднаш забележуваш дека денеска ќе обработуваме текст. Секој текст си има свој наслов. Насловот на овој текст е Зимска приказна. И обично секогаш насловот е со поголеми и позадебелени букви напишан. А ова што е? Дали се сеќавате? Така е, илустрација. На оваа илустрација имаме маче, некакви пиленца, згради, елки со снег и веднаш можеме да заклучиме дека во овој текст ќе се спомнува пилиња, маче, нешто, згради, зима и така натаму. Значи, илустрацијата секогаш треба да е соодветна на содржината на текстот. Секој текст има и свој автор. Името на авторот се пишува најчесто под текстот и во овој случај автор на овој текст е Славка Манева. Кога обработуваме текст, откриваме и непознати зборови, а исто така одговараме и на прашања и разговараме во врска со текстот, тоест со неговата тема и извлекуваме поука од него. Сега јас ќе ви го прочитам текстот со една техника што се вика наставникот чита на глас. Доколку сме во училница, ова би изгледало вака. Значи, наставникот го држи учебникот свртен кон учениците, покажува со прстот таму каде што чита, а учениците се седнати на земја и многу внимателно следат што чита наставникот, за да можат да одговараат на неговите прашања. Ајде да започнеме. Улиците беа побелени од многу снег. Од повеќе катницата летна едно парче леп и падна на снегот. На бргу дојдоа гулаб и гулабица и почнаа да колваат. Гу, 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 колвни ти, и велеше гулабот на гулабицата. Гу, 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 сега пак ти, уште помило му одвраќаше таа. Така гукаа и колваа се додека не се најадоа. Летнаа на покривот од куќата, застанаа еден до друг и нежно гугаа. Хајде да видиме дали ме слушате. Какви биле улиците? Одговорите на прашањата секогаш треба да се со целосна и точна реченица. Значи, улиците биле одлично побелени од многу снег. Што паднало во снегот? Така е, во снегот паднало едно парче леп. Кој дошол на местото? Одлично. На местото дошле гулабот и гулабицата. Како се однесувале гулабот и гулабицата еден кон друг? Одлично. Тие биле многу љубезни еден кон друг и нежно си гукале, а исто така биле и трпеливи, си давале ред еден на друг и полека си се хранеле. Да видиме што се случува понатаму. На бргу по нив врз лепчето се нафрлија врапци. Се расправаа и се разџивкаа. Джив, джив, ти колвна еднаш и пак сакаш, дживкаше луто врабицата. Молчи, мори, и ти колваше досега, и одговараше налутено врабецот и ја поттурнуваше настрана од лебот. И нивните деца се буткаа, мафтаа со крилцата и дживкаа. Дали ви се допаѓа ова? Што се случило откако си отишле гулабот и гулабицата?
Како се однесувале врапците? Зошто нивните деца се однесувале исто како нив? Ајде да размислиме малку. И птиците како луѓето. Дечињата се однесуваат така како што гледаат како се однесуваат возрастните. А како ти звучи изразот молчи мори? Да, ова звучи многу грдо и не е убаво вака да се однесуваме или да му се обраќаме на некого со вакви зборови. Да видиме што се случува понатаму во текстот. Од дворот излезе мачорот. Ги виде разџивканите врапци и скокна меѓу нив. Тие се разбегаа, а тој си го лапна лепчето. Ха-ха, паметен мачорот. Ајде да видиме. Кој излегол од дворот? Така е, од дворот излегол мачорот. Што видел мачорот? Одлично, мачорот ги видел разџивканите и нервозни врапци. Зошто врапците избегале? Така е, врапците се исплашиле од мачорот и затоа избегале. А што мислите, зошто врапчињата останале гладни? Така е, затоа што биле многу лакоми, сакале да побрзаат, не си давале ред едни на други, се карале и не биле сложни. Затоа ќе кажеме дека сложни браќа куќа градат. А ова е поговорка што може да се употреби како пример за овој текст, тоест за ликовите на гулабот и гулабицата во текстот. Иако не се браќа, сепак биле сложни и успеале да се нахранат. А оваа поговорка ни кажува дека со слога, доколку се сложуваме, можеме дури и куќа да изградиме. А исто така можеме да кажеме дека со љубов и разбирање секогаш се наоѓа решение. Треба да сме многу љубезни, да сме трпеливи и да имаме разбирање кон луѓето. А за мачорот што ќе кажеме? Двајца се караат, а третиот користи. Ете уште една поговорка. Тој слушал како врапците се расправаат, џивкаат и затоа излегол. Тие избегале и мачорот си искористил едно парченце леп. Сега ќе ви го прочитам текстот уште еднаш, а вие многу внимателно слушајте, затоа што ќе имате квиз. Секој збор и секоја реченица од текстот е важна за да успеете точно да ги одговорите прашањата од квизот. Улиците беа побелени од многу снег. Од повеќе катницата летна едно парче леп и падна на снегот. Набрагу дојдоа гулаб и гулабица и почнаа да колваат. Гу, 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 колвни ти, и велеше гулабот на гулабицата. Гу, 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 сега пак ти, уште помило му одвраќаше таа. Така гукаа и колваа се додека не се најадоа. Летнаа на покривот од куќата, се станаа еден до друг и нежно гугаа. Набрегу по нив врз лепчето се нафрлија врапци. Се расправаа и се разџивкаа. Джив, джив, ти колвна еднаш и пак сакаш, дживкаше луто врабицата. Молчи мори, и ти колваше досега, и одговараше налутено врабецот и ја поттурнуваше настрана од лебот. И нивните деца се буткаа, мафтаа со крилцата и дживкаа. Од дворот излезе мачорот, ги виде разџивканите врапци и скокна меѓу нив. Тие се разбегаа, а тој си го лапна лепчето. Така, сега се надевам дека уште подобро го разбравте текстот. Пред да започнеме со квизот, да ги видиме непознатите зборови од овој текст. Се предпоставувам дека повеќе катница, можеби на некој не му е познат, па ќе го објасниме. Значи, повеќе катница е висока зграда. Можете да си го запишете во вашата тетрадка. Зборот колваат, значи, се хранат со клунчињата, бидејќи птиците имаат клунчиња, немаат усти, затоа тие колваат.
И зборот мори, што јас не го препорачувам да се употребува, мори е некултурен и пограден збор. И врабецот во овој случај, бидејќи несоодветно се однесува, го искористил. Но ние треба да гледаме и учиме како не треба да се однесуваме и да не го користиме и употребуваме лошото однесување. А сега преминуваме на квизот. Во твојата тетрадка ќе нацрташ ваква табела со 7 полиња. Во секое поле ќе пишуваш Т доколку сметаш дека тврдењето е точно или Н доколку сметаш дека е неточно. Еве вака. Од куќата летна едно парче леп и падна во снегот. Дали оваа реченица ја имаше во текстот? Доколку мислиш дека ја има, ќе пишеш Т, доколку мислиш дека не е точна, ќе пишеш Н. Сега, во второто поле е втората реченица. Гулабот и гулабицата нежно си гукаа. Точно или неточно? Потоа, врз лепчето се нафрлија врапци и почнаа да дживкаат. Одговорот ќе го пишеш во третото поле. Четвртото тврдење е: врапците се договориле да колваат сите поред. Петтото тврдење: молчи мори и ти колваше досега, и рече гулабот на гулабицата. 6. Значи, сега одговараш овде. Врапчињата се однесувале како своите родители. И 7. Еден мачор скокна меѓу врапците. Тие се разбегаа, а тој си го изеде лепчето. Доколку ти е потребно време, можеш да го застанеш видеото и да ја завршиш вежбата. Потоа ќе направиме проверка. Ајде да се провериме. Од куќата летна едно парче леп и падна во снегот. Ова тврдење е неточно, затоа што парчето не падна од куќата, туку од висококатницата. Гулабот и гулабицата нежно си гукаа. Ова е точно. Потоа врз лепчето се нафрлија врапци и почнаа да дживкаат. И ова е точно. Врапците се договориле да колваат сите поред. Ова не е точно, затоа што тие се скарале, не се договориле. Молчи мори, ти колваше досега, и рече гулабот на гулабицата. И ова е неточно, затоа што и рекол врабецот на врабицата, а гулабот и гулабицата убаво се согласуваа. Врапчињата се однесувале како своите родители. Така, ова е точно. Еден мачор скокна меѓу врапците. Тие се разбегаа, а тој си го изеде лепчето. И ова е точно. И сега ќе се провериш. Доколку во првото поле си напишал Н, треба да си ставиш знак за точно. Доколку некаде не се совпаѓа, како во ова решение, ќе си ставиш неточно. Доколку преовладуваат твоите точни одговори, значи квизот ти бил лесен, ќе се самооцениш. Доколку имаш приближно ист број на точни и неточни одговори, тоа значи дека ти требало помош или треба уште неколку пати да ја слушаш приказната. А доколку преовладуваат неточните одговори, ти бил тежок квизот и ќе треба малку повеќе пати да го прочиташ текстот за да можеш да ги одговориш прашањата. А сега е време за твојата училишна задача, а тоа е техника звезда на приказната. Оваа техника веќе ви е позната. Составена е од 5 прашања. Првото прашање е кој е во приказната. Значи, кои ликови се среќаваат во приказната, одговарате во тетратката со целосни реченици. Второто прашање е кога и каде се случува приказната. Третото, какви се гулабот и гулабицата, а какви врапчињата. Значи да направите споредба, пошто тие се разликуваат. Кој е проблемот во приказната и дали се реши?
не се решаваат во сите приказни проблемите, туку само во некои приказни се решаваат проблемите. Ќе одговорите овде. Која е поуката од приказната? Можете да искористите некоја поука од оние што претходно ги кажавме, а можете да си смислите и ваша. Можете да искористите и поуки со лакомоста, дека лакомоста не е добра човечка особина, а лакоми во овој случај беа врапчињата или пак со слогата. Тоа е ваш избор. И со училишната задача ќе завршиш, ќе одмориш малку, а потоа ќе ја завршиш твојата домашна задача. Ќе го прочиташ текстот најмалку 2 пати, а може и повеќе. Потоа, прераскажи ја приказната во тетратката, но со изменет крај. Што значи тоа? Научи ги врапчињата како треба да се однесуваат. Значи, да заврши приказната со среќен крај, да се реши проблемот во неа. И запомти, треба да се трудиме да ги храниме птиците во зима. Може да им се направи и кукичка за хранење птици од некое пластично шише или од некој дрвен предмет. Таму би ги оставале трошките откако ние ќе се нахраниме. Така птиците ќе умеат лесно да ја преживеат зимата. Се надевам дека ќе уживаш во твоето домашно. Довидување!